Елегантниот купе кабриолет SR1 покрај извонредно атрактивната појава представи потполно нов концепт за ергономија и поставеност на инструментите инспириран од пилотска кабина. Охрабрени од позитивните реакции на публиката, дизајнерите се фрлија на работа. Поминаа 3 години од реализирањето на оваа замисла која се материализира во моделот 208. Наречен iCockpit, новиот пристап го карактеризираше смалениот управувач, подигнатиот инструмент панел и централниот екран на допир преку кога се контролираат главните функции на автомобилот. Од тогаш iCockpit се имплементира кај сите модели на Peugeot и во временска рамка од 10 години стана препознатлива карактеристика на марката. Како се развиваа конективните технологии, така овој пристап беше дотеруван и модернизиран. Во 2016 година, втората генерација на Peugeot 3008 и 5008 беше представена верзијата со 12,3 инчен дигитален дисплеј, што може целосно да се приспособи и персонализира, додека прикинувачите беа поставени под централниот екран на допир за да се олесни пристапот од основните функции. Во 2019 година, втората генерација на Peugeot 208 воведе 3D дигитална инструментабла. Peugeot iCockpit отиде чекор понапред кај новите генерации на 308 и 408 со воведувањето на новиот инфозабавен систем iConnect, нов компактен управувач со можност да детектира присуство на рацете на возачот кога користи помагала за возење и iToggles, чувствителни на допир, со кои може да се конфигурираат клима уредот, телефонските контакти, радиостаниците и поставките за стартување апликации. Што е уште поприфатливо за собствениците, тие можат и по собствен терк да ги конфигурираат поставките. Но Peugeot напорно работи на усовршувањето на iCockpit. На неодамна одржаниот сајм за конзумерска електроника го представи концептот Inception, преку кого ја најави еволуцијата на пилотската кабина, каде воланот е замислен да биде правоаголен, наречен Hypersquare. Самиот управувач ќе биде носител на повеќе контроли и индикатори со кои лесно ќе се користат дополнителните уреди, екрани и комуникација со автомобилот.